Почитувани, бројот на заболени на клиниката за инфективни болести може да порасне во секој момент. Бројот на граѓани, родители, деца и медицински персонал кои се во изолација расте. Сепак несоодветната информираност и немањето на доволно насоки за постапување може и понатаму дополнително да влоши состојбата. Сето ова е поради несоодветниот менеджмент од страна на Министерството за здравство и министерот Филипче. За да се спречи ширењето на вирусот, многу важно е спроведување на контрола на мерките предвидени за заштита. Нема простор за дилетантско однесување. Министерот Филипче и Министерството за здравство треба подитно да преземат дополнителни мерки за заштита на населението, како и за подготвување на здравствениот систем за најлошото сценарио. Предлагаме сет на дополнителни мерки. Да се формира кризен штаб кој ќе ги информира и подсетува граѓаните на дневна и часовна основа за постапките за заштита од ширењето на вирусот. Да се дадат јасни насоки на сите здравствени работници за постапување за заштита од ширење на коронавирусот. Да се преземат мерки за растеретување на здравствените институции, особено оние од терциерното здравство. Да се одложат здравствените процедури кои се елективни. Да се подготви план за ротација на здравствените работници, како и план за да се вклучат сите расположливи средства и сите расположливи здравствени работници, млади лекари, пензионери и така натаму, во случај на потреба. Да се подготви план за вклучување на здравствените работници и ресурсите од приватното здравство. Да се контролира спроведувањето на мерките за изолација, а населението да се подсетува на часовна основа за начинот на постапување за заштита од COVID-19. Само доследно, навремено спроведување на мерките за коронавирусот може да го спречи ширењето. Досегашното неспособно однесување на министерот за здравство и оние кои што ги поставил да раководат, само ја влоши состојбата со пропагацијата на вирусот и го загрози здравствениот систем. Повторуваме дека треба ова да се направи веднаш, бидејќи е многу важно здравствените институции да бидат подготвени да одговорат на ситуацијата. Воедно со тоа ги заштитуваме пациентите, но и медицинскиот персонал. Министре, бараме веднаш, доследно и навремено спроведување на мерките од страната на сите надлежни институции. Апелираме до јавноста да ги почитува мерките за самоизолација. Ви благодарам. Повелете. Значи, барате почитување на мерките, почитување на препораките, апелирате и до граѓаните да се придржуваат до препораките. Дали вие вечерва ќе се откажете од конвенцијата на која што сигурно ќе има голем број луѓе и таму има сигурно опасност од ширење на коронавирусот? Тоа ми е едно прашање. И второ прашање, како ќе се однесувате во време на кампања? Дали ќе повикувате граѓани, дали ќе одржувате собири, затоа што еве и утре се одржува лидерска средба, веројатно и ќе се зборува за тоа. По моја информација има утре лидерска средба на која што ќе се споделат информации и детали пред се од експертите и од стручњаците во врска со пропагацијата на вирусот и начинот на заштита. Но со овие детали практично може да се одговори на прашањето за начинот на однесување во периодот на кампања. Во однос на спроведувањето на препораките, објавеното, она што се од препораки од вчера, се да се намалат собири, односно да не се одржуваат собири со повеќе од 1000 учесници. Така да тоа е забрана, така да, значи забраната треба да се почитува. Сега, апелот е денеска стигаат информации дека јавните институции има одредени министерства кои што ги повикуваат вработените, иако имаат право да останат дома со децата да ги чуваат, ги повикуваат на работа, иако тоа не е во рамките на препораките, односно забраната, одлуките кои што ги донесе владата. Најголемиот проблем кој што го имаме изминатиот период е тоа што немавме контрола на тоа што ќе се донесе како одлука. Се носи одлука, министерството не следи дали се спроведува. За тоа беше пример и раководителката на клиниката за кожни болести. Така да, многу е важно да се спроведува тоа што ќе се одлучи и да се контролира. Сега, исто така има информации дека луѓето кои што се во самоизолација не ги почитуваат препораките за самоизолација и тоа некој треба да го следи, да го контролира и да ги подсетува на часовна основа. Ако погледнете како е во западните земји имате титли кои што одат посебно Италија, Франција, Германија, тител оди на 10 минути и ги подсетува граѓаните што треба да прават.
да не се свати распустот и да не се свати самоизолацијата како нешто кое што е за дружење и за добивање на слободно време. Исто така работодавците треба сериозно да ја сватат работата, а особено институциите кои што се на државата треба да ги следуваат, односно да ги почитуваат заклучоците кои што се донесе. За здравствените работници е многу важно да се спреми план, заради тоа што први на удар ќе бидат здравствените работници. Очекуваме одредена бројка на здравствени работници да испадне од системот. Нас вчера ни се случи во понеделникот, околу 150 здравствени работници испадна од системот затоа што беа обврзани да отидат на самоизолација. Заради грешка која што беше направена и тоа грешка од раководител. Тоа не смее да ни се повтори. Ми избегавте од прашањето, не ми одговоривте на прашањето, да ве потсетам. Дали денеска ќе се откажете од јавен собир на кој што ќе има многу граѓани кои што нели еве препорака е да се избегнува? Јас колку што знам, денеска настанот се одржува во сала која што не собира 1000 луѓе. Така да немам информација дали ќе се одложи, веројатно нема да се одложи, но препораките се, односно забраната е до 1000 луѓе затворен или отворен простор. Над 1000 луѓе затворен или отворен простор. Така да ќе се одложат спортските манифестации, ќе се одложат настаните и како што знаете има утре средба на која што ќе се заземе став за изборниот процес. Околу кампањата ќе повикувате граѓани на собири? Ќе се реши веројатно после лидерската средба. Немам доволно информации за оваа тема. Дека на оваа тема зборувате, затоа ве прашувам. Не, за овој детал немам информации. Јас веројатно доколку можеби ќе се донесе одлука да се одложи кампањата, доколку се случи тоа, веројатно ќе се намали бројот на митинзи. Веројатно митинзите ќе се адаптираат на одлуките се носат на дневна основа. Идејата е да се носат одлуки и да се контролира дали тоа се спроведува. Идејата е одлуките да се носат веднаш. Јас сум сигурен да доколку донесеа одлука да границите се контролираат на време, а не само аеродромите, немаше вака да ни се случи ова што ни се случи со диаспората која што се врати во земјата од Италија со комбиња.